Сведоци сме на една агресивна кампања на владата на Република Македонија, која ги повикува граѓаните да си го приватизираат своето градишно земјиште со или без откуп, односно на доместок, популарно означено откуп на дворно место за 1 евро од метар квадрат. Се поставува прашањето, зошто во овој период пред службата за имотно-правни работи во локалната самоуправа се формираат колонии од граѓани кои не можат да си го остварат своето право. Почитувани, главна причина за тоа е немањето на детални урбанистички планови, што е основен предуслов за да може секој граѓанин да си го оствари своето право за откуп на дворното место за 1 метар квадрат. Факт е дека во последните 6 години од владењето на господинот Маријан Ристевски пред на општина Прилеп, скоро и да нема донесено еден детален урбанистички план. Срамота е во 21 век градот Прилеп да нема урбанистичка документација, согласно актуелната законска регулатива. Законска обврска е на општината со буџетски пари да ги донесува деталните урбанистички планови. Во вакви услови на немање на детални урбанистички планови, граѓаните треба сами од својот џеп да ја финансираат постапката за да се донеси детален урбанистички план, со кој што ќе може да се ја исполнат законската обврска што им е наметнала државата. А оваа постапка чини минимум 1500 евра и најмалку 1 година влечкање по бюрократските институции. Како тогаш граѓаните да се исполнат законската обврска, кога општината не им ги создала основните предуслови за тоа, односно не се ја завршила работата? Сите граѓани и собственици на фирми, кои нема да се ги откупат дворните места до истекот на рокот 27.1.2011 година, ќе треба да ја плаќаат кирија, односно закупнина на државата за собствените дворови. Господин градоначалник, дали ова е причината поради која не ги донесувате деталните урбанистички планови? Дали се това не е дел од презвремено смислено сценарио за да се извлече последниот денар од џебот на граѓаните? Го прашуваме градоначалникот Маријан Ристевски зошто не се реализира годишната програма за донесување на детални урбанистички планови. Зашто се трошат парите од таа ставка во буџетот на општината? Зошто постои јавното предпријатие за просторни и урбанистички планови и која е неговата намена, освен да биде паркинг служба во Прилеп и приватно проектантско биро на градоначалникот? Господине градоначалник, излезете и објаснете им на граѓаните на град Прилеп како да си го откупат дворното место. Објаснете им на граѓаните зошто во 2009 година се измени законот за приватизација, донесен во 2005 година, со кој граѓаните без детални урбанистички планови можеа да го откупат своето дворно место врз основа на генерален урбанистички план. Господине градоначалник, дали вие под урбанизација подразбирате местење на клупи и урбана опрема, садење на треви и дрвца по околните наслови, градење на фонтанчиња на секој чекор, или некој треба да ви каже дека урбанизација е донесување на детални урбанистички планови кои се основен услов за локален економски развој за кој вие се залагате 24/7. И за крај, како ВМРО ДПМН ќе привлекува странски инвестиции и ќе ја подобрува економијата кога оваа популарна цена од 1 евро за метар квадратен не важи за индустријски зони, стопанство, фирми и деловен простор. Тие треба да платат по повластени услови 10 пати повисока цена и тоа за плаќање во готово.